Државата е на чекор до укинување на задолжителното средно образование. Ова напрез го кажа од штипскиот огранок на ВМРО ДПМН, посочувајќи дека во некои штипски училишта веќе има иницијатива за ова. Според нив, ваквиот предлог без најава и јавна дебата бил поставен пред наставничките совети како точка на дневен ред. Дали со укинување на задолжителниот карактер на средното образование, СДСМ всушност сака да се ослободи од финансискиот товар кој го генерира истото во вид на бесплатен превоз на учениците, бесплатни учебници и бесплатно образование? Дали СДСМ зема во предвид дека доколку го укине бесплатното средно образование, ќе предизвика дополнително финансиско оптоварување и на оние родители кои сакаат да ги образуваат своите деца, а сега нема да можат? Дополнително од ВМРО ДПМН праша: дали овој чекор нема да предизвика исчезнување на цели класови па и затворање на училишта? Каде ќе завршат вака неедуцираните млади и кои работни места им се нудат во иднина со завршено само основно образование? Дали со овој чекор не се поттикнува нагло иселување на македонската младина наместо да се спречи? На ова реагира од СДСМ. Партиските послушници на ВМРО ДПМН повторно се служат со паушални и невистинити обвинувања само за да ја вознемират јавноста. Не постои иницијатива за укинување на задолжителниот карактер на средното образование. Тоа се лаги продуцирани од страна на ВМРО ДПМН кои уште еднаш на дело покажуваат дека не треба да им се верува. Владата предводена од СДСМ е отворена и транспарентна во својата работа. Ниту еден процес предводен од оваа влада не помина без целосна информираност на јавноста и сондажа на јавното мислење. За каква било промена, ние како одговорна власт ја вклучуваме јавноста, ги даваме предлозите на разгледување преку дебати, отворени средби и слично. Стои во реакцијата: